од 5 до 7 деца имат починато од дување на лепила, од користење на наркотични средства, непознати други средства. За жал, затоа што они секојдневно тоа го користат и нив подолго време ги држи во заспиена форма, нефункционална форма, зашаматени и изгубени во самиот мозок. Тоа што го читав, што го истражував, не се во свесна состојба, него се во пиена, заспиена состојба, како што го кажува истражувањето. Не знаат што прават и самото тело не им функционира на нив и они се само стрикно зависници на лепилата, наркотичните средства и останатите седативи. Околу 30 на години овој проект ја го истражував. Прво, што се случува во Република Македонија, во сите 85 општини, секојдневно питачат од 2 до 3000 деца кои се со нивни учесници, организатори, непознати сторители, познати сторители, роднински врски, биолошки родители, мајка, татко, брат, сестра, кои ги злоупотребуваат, тргуваат, криумчарат со децата и со нивните внуци, да ги користат за многу повеќе механизми од проституција, користење на наркотични средства, дување на лепила, највише злоупотреба во питачењето. На децата јас кажав дека местото не име на улица, него име во институции и кај своите биолошки родители или во групните мали домови. Дури децата го констатираат и го потврдуваат дека присилно се терани да питачат и да нудат сексуални услуги на постари и средни лица кои организатори тоа го спроведуваат. Самите деца нивни бегат од биолошките родители, се кријат по грмушки, згради, школски дворови, непознати места, познати места, они кои што ги знаат терените, бегат од нивните биолошки родители само да не ги тепат и да не ги терат на питачењето, затоа што децата кажат дека со тоа они парите не ги добиваат, за жал добиваат на крај дебел кјутек и кажав дека дневниот промет на нив од работни 8 часа име околу 50 евра. Тоа е 3000 денара и од тие 3000 денара децата и новороденчињата и заспиените бебиња добиваат од 10, 30 до 50 денара и најголемиот дебел кјутек. Останатите средства завршуваат кај организаторите, непознатите и познатите сторители кои прават кривишно дело, прекршок и го нарушуваат јавниот ред и мир. На секој дете има по 2-3 организатори сокриени во грмушки, во кафичи, ресторани, си пијат кафиња, сокчиња, они се луксузират и уживат од нивниот дневен промет кој го добиваат по 3000 денара. Јас кажав дека градина иднина Скопје ќе се залага во Законот за кривична постапка, кривично дело, да се дополни и измени законот за сторени кривични дела, за злоупотреба на малолетни деца, новороденчиња, девојчиња и малолетни за нудење на сексуални услуги, затоа што они веќе на децата, детското право го имат тотално, целосно уништено и не можат ни психијатри, ни педагози, ни дефектолози, ни социјални работници, ниту пак медицински лица да ги вратат децата во првобитна состојба. За многу ќе им се одземе родителското право, мислам дека многу подобро така ќе се функционира, кој ќе им се одземе на голем број на родители и родителското право и децата да се згрижат во групни домови.